акти согласно член 85 од Законот за инспекцијски надзор и потоа да предложите дека ова другово ќе се уреди со подзаконски акт, тоа може. Само да ви кажам нешто. Значи, да го предложевме овој амандман во некоја членка, во некој парламент на членка на Европската Унија, тогаш министерот за животна средина ќе презентираше веднаш на PowerPoint веб страница со сите овие податоци што ги бараме, зашто тоа е вообичаена практика. Така, веднаш ќе имате диагноза на состојбите и по субјекти, и по објекти, што треба да се направи, каква политика води, казнена политика, министерството и така натаму. Значи, може да речете дека немаат баш законски карактер, но ние, бога ми по сугестија на ОДВА, која многу држи, мислевме дека законската гаранција е посилна од подзаконскиот акт и дека може би навистина вака на некој начин ќе извршиме демократски притисок врз министерството што го представувате. Отиеве сега да ја отвориме страницата на министерството, нема да ги најдете овие работи што ги бараме ние. Тоа е многу важно да видиме кој бил субјект на надзор, кој бил казнуван, кога, како. Многу важно. Еве да се надеваме дека тоа ќе го уредите со уредба. Ама јас се сомневам, да бидам искрена. Значи, тоа беше нашата искрена намера. И затоа и во насловот се додава јавност, зашто еве токму ова е она што е обезбедува транспарентност и што е редовна слика во држави кои што влади, парламенти кои што водат сметка за заштита на животната средина, ама не и во нашиот.